Добре дојдовте на видео предавањата по латински јазик почетен курс. Што ги изработуваме според учебникот Liber Latinus 1. Ова го кажувам поради тоа што ќе изработуваме и видео предавања според учебникот Initium Latinitatis. Исто така почетен курс. На ова предавање ќе ги изработиме вежбите од третата глава на Liber Latinus 1. Првата вежба вели: обиди се да ги преведе следниве реченици на латински јазик. Овие реченици треба да ги преведеме на латински јазик со помош на речникот кој што се наоѓа десно од речениците. Зборовите кои што ги нема тука ќе ги донесам накнадно на овој начин. Да пробаме со првата реченица. На нечестниот граѓанин не му веруваме. Пирокот во реченицата е не веруваме. Од морфолошка гледна точка, не веруваме е глагол и тоа прво лице множина, сегашен индикатив, односно сегашно време. Верувам, глагол, гледаме горе е кредо 3. Ќе го зголемам. Кредо 3. Кредо 3 покажува дека од трета конјугација глаголот, значи сегашен индикатив, прво лице множина од кредо 3 е кредимус. Не веруваме, non credimus. На нечестниот граѓанин. Кога имаме во реченицата предлог на, во македонската реченица, тоа значи или посвојност, или индиректен предмет. Доколку ова на можеме да го замениме со предлогот од, и во некои македонски дијалекти тоа да има смисла, како например во пилепскиот дијалект или во демирски срско, па би рекле од, например, книгата е на Горан, книгата е од Горан, тогаш тоа е значење на посвојност. Но доколку не можеме да го измениме, да го смениме, тогаш предлогот на носи информација за индиректен предмет. Значи, нечестниот граѓанин тука е индиректен предмет. Индиректниот предмет го препознаваме по тоа што имаме или долга или кратка заменска некоја форма. За мажки род, например, му, не му, за женски род, не изе и така натаму. Значи, нечестниот граѓанин треба да биде во датив, како паднеш за индиректен предмет. Нечесен, нечесна, нечесно, придавката инхонестус, инхонеста, инхонестум. И граѓанин, кивис, кивис, тоа е именка што се менува по трета деклинација основи на и. Значи, датив од кивис, кивис е киви, па поради тоа велиме. И сега уште од инхонестус треба да направиме датив. Датив, бидејќи инхонестус се менува по втора деклинација, дативот е инхонесто. Значи, инхонесто киви non credimus. Inhonesto kiwi non credimus. Ја видиме втората реченица. Голема е славата на храбрите војници. Во реченицата славата е голема. Подмет е славата, а падеж на подметот е номинатив. Значи славата треба да биде во номинатив. За слава велиме глорија, глорија е именка од прва деклинација, од женски род, F, фемининум. Номинативот е глорија. Глорија ест. Глаголот е глаголот sum, сегашен индикатив, трето лице еднина, значи ест. Глорија ест голема, придавката голем, голема, големо е магнус, магна, магнум, магнус 3, што го читаме магнус, магна, магнум. И бидејќи глорија е од женски род, го избираме женскиот род од придавката магна.
Значи, magna est gloria на храбрите војници. Ова на предлогов носи информација за посвојност, бидејќи како да сакаме да кажеме дека славата е на храбрите војници. Исто така дијалект можеме да ја замениме со предлогот од и повторно во некои дијалекти да има смисла, да речеме голема е славата од храбрите војници. Значи храбрите војници ќе биде сега во падежот за посвојност, односно генетив, и тоа множина. Па за храбар, храбра, храбро велиме fortis forte, значи придавка од трета деклинација со два облици, fortis за машки за женски род и forte за среден род. Генетив множина ќе биде fortium, fortium, и за војник, од војник, miles militis, генетив множина, miles militis, именка од машки по трета деклинација, го отфрламе исот, ни останува милит непроменливиот дел и на него даваме за генетив множина. Значи, militum. Значи, magna est gloria militum fortium. Или gloria militum fortium magna est. Сега за сега редот во реченицата ќе ни биде во втор план, макар да совете глаголот да го пишуваме на крајот. Се разбира дека тоа во сите случаи не е можно. Да ја видиме третата реченица. Му носам книги на ученикот кој со задоволство чита. Прирокот е носам. Од морфолошка гледна точка, носам е глагол во прво лице еднина. Глаголот е феро. Тоа е малку неправилен глагол, но во сегашниот индикатив се менува како да е од трета конјугација. Па со оглед на тоа што ни треба прво лице еднина сегашен индикатив, носам феро. Феро книги. Носам книги. Книги е директен предмет по реченицата. Јас носам книги. Јас ќе биде подмет, носам прирок, книги директен предмет. Падеш на директниот предмет акузатив, значи книги треба да биде во акузатив множина. За книга на латински велиме liber libri. Именка од машки род, што се менува по втора деклинација, како тие во номинатив што завршуваат на ер, како магистер, магистри, и треба, значи, од liber libri да направиме акузатив множина, тоа ќе биде libros. Која е буква на падежот на акузативот множина? Се договоривме тоа да биде с, бидејќи liber е именка од втора деклинација основи на о, libro е основата, едно са за множина, libros. Значи, феро libros на ученикот. Еве го предлогот на, кој што во случајов овдека ни носи информација за индиректен предмет, бидејќи не можеме да речеме му носам книги од ученикот, а при тоа да не се измени значењето на реченицата. Значи, му носам и уште имаме една кратка заменска форма му. Значи, сигурно ученикот е индиректен предмет, падаш на индиректниот предмет е дативот, значи ученикот треба да биде во датив. Ученик discipulus discipuli, именка по втора деклинација машки род, дативот е discipulo. Значи, феро libros discipulo, кој чита